Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, зошто бидејќи во наредните 45 до 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Што сега или што понатаму Бугарија ни стави вето пред 2 дена, односно не ја елиминираше или не ја тргна или не ја пушти низ вода одлуката од пред 6 месеци за првото бугарско вето. Се бугарите може да се фалат дека ни ставиле 2 вета. И што понатаму? Портпаролот на португалското претседателство, Ана Захаријаш, кажа дека португалскиот предлог постои. Тоа во едно телевизиско интервју го потврди и Зоран Заев, рече дека на 18 страни, тоа се анексите, инаку основниот португалски предлог е на 5 страни, и дека тој португалски предлог треба да послужи како основа на словенечкото претседателство, бидејќи од 1 јули Словенија претседава со Европската унија. Јанес Јанша. По Словенија во Љубљана се случат сериозни политички кризи, сериозно се работи на смена на Јанес Јанша, што значи дека наредните 6 месеци ќе бидат многу проблематични, бидејќи ќе нема столб на Европската унија. Ги чекат избори во Германија, тоа е некаде септември месец оваа година, и идната пролет ги чека избори Франција, или претседателски избори во Франција, каде што постојат сериозни назнаки дека Марин Ле Пен има шанси, можеби не да победи, меѓутоа сериозно да го загрази сегашниот претседател Емануел Макрон. Меѓутоа Словенија е слаба точка. Сите ние сметавме дека во мандат на Словенија ќе може да се направи нешто многу повеќе за отпочнување на преговори со Европската унија на одредени балкански држави. Меѓутоа никогаш во последните 5 или 10 години владата во Словенија не била на такви стаклени нози како што е сега. Прават се Јанес Јанша да го испратат во историја, најдолговечниот политичар после Мило Џукановиќ на Балканскиот полуостров. Има 2 години затворска казна, успева као Феникс да се врати, непроменет лидер повеќе од 30 години на чело на неговата партија. Гледате каде сега Милан Кучан, покојен Јанес Дрновшек и така натаму, останува на чело на Словенија Јанес Јанша. Еден брилјантен политичар, еден политичар кој може и последните неколку месеци го промаши фокусот на своето политичко делување, играше на картата на Доналд Трамп, не се реализира неговите очекувања и сега веројатно ја плаќа цената на тие негови очекувања или на погрешни стратегии или на политички промашувања. Дел од структурите, германските структури во Европската унија се го споредуваат со Виктор Орбан. Прв пат Јанес Јанша почна да го споредува така јавно со Виктор Орбан. И како велат, проблемите кои Виктор Орбан ги правеше во Европската унија, проблемите кои понатаму дел од структурите на Виктор Орбан ги прави во Европската унија, сега ќе ги прави Јанес Јанша. Со еден таков тек, едно такво олово околу нозете, Јанес Јанша и Словенија на 1 јули ќе претседаваат со Европската унија. Тоа остава многу мал маневарски простор, дека Словенија ќе располага со капацитет да може да истурка одредени процеси помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, меѓутоа да оставиме да има времето што ќе покажи. Основата е португалското претседателство на 18 страни, одреден предлог со одредена мапа, со одреден тајминг кога треба да бидат реализирани тие потези и сега ќе чекаме да видиме што ќе се случи во Бугарија, бидејќи на 11 јули Бугарија ги чекат многу битни парламентарни избори. И ние имаме по втор пат португалско сценарио. Прв пат беше 1992 година, кога падна владата на Никола Клюсев, и сега е втор пат португалско сценарио. Ке паднеше владата и на второто португалско сценарио, ако добиеше Албанија зелено светло. По моментот кога Албанија би добила зелено светло, а Македонија не би добила зелено светло за отпочнување на преговорите со Европската унија, односно била поделен тој пакет помеѓу Албанија и Македонија, Албанија да ги почне, Македонија да не ги почне преговорите, тогаш Македонија би влегла во една сериозна политичка и на сериозна безбедносна криза. Од тие причини пред 2 години Франција инсистираше да не биде раздвоен тој пакет Албанија-Македонија. Тогаш Македонија требаше да добие зелено светло, Албанија бидејќи не ги имаше исполнети условите, не требаше да добие зелено светло. И Емануел Макрон имаше речено дека тоа би имало многу сериозни рефлексии на безбедносниот контекст, посебно во албанскиот политички кампус на Балканскиот полуостров. Сега имаше одредено барање, тоа е од Унгарија, од еврокомесарот за опрашување господин Верхели, да биде одвоен или да биде раздвоен или да биде поделен пакетот, Албанија да добие зелено светло бидејќи ги исполнува условите да ги отпочне преговорите со Европската унија, а Македонија бидејќи има бугарско вето да не ја кочи Албанија да не ги отпочне преговорите. Тоа велам ке значеше влез во една сериозна безбедносна и политичка криза во Република Македонија, што веројатно ке значеше пат на владата на Зоран Заев. И тоа е таа унгарска линија, тоа е таа маđарска линија. Тамо е Никола Груевски, Виктор Орбан е тамо, влијањето на Виктор Орбан ќе биде многу големо врз Јанес Јанша, затоа јас и не очекувам дека тамо ќе може да се направат некои спектакуларни поместувања. И тоа почитувани гледачи.
Тоа што и фали сега на Европската унија, а сите ние тоа го знаевме некаде пред 2 или 3 години, кога отпочнува процесот на раздружување на Велика Британија од Европската унија, Брекзитот и излегувањето на Велика Британија од Европската унија, на Европската унија може да и фалат пари, може да и фали војска, може да и фали се и се што, може да и фали работна сила, но во моментот најмногу и фали британската дипломатија. Без британската дипломатија Европската унија не знае како да заврши дипломатски проблем, не знае како да го финишира дипломатскиот проблем, не знае како да направи одреден договор. Бидејќи 1992 година, кога Единбург, кога Република Македонија после Лисабонската декларација се наоѓа во одреден ќорсокак, тогаш на сцената стапува британската дипломатија, Сер Даглас Херт и целата таа британска дипломатија, Робин О'Нил, кои тајно доаѓаат во Република Македонија, тајно одат во Република Грција, постојано патуваат, како што самите велат, во тишина помеѓу Скопје и Атина и чекор по чекор го решаваат македонското прашање. На самитот на тогашната Европска економска заедница во Единбург, тој декември 1992 година, британците го прават најдобриот чекор можен тога за Република Македонија. Одлучува Европската економска заедница дека не е капацитетна да го реши проблемот на Македонија, дека не е капацитетна да се протистави на грчкото вето и препорачува на Македонија решењето на проблемот да го бара во Обединетите нации. И повторно тамо британската дипломатија од амбасадорот на Велика Британија во Обединетите нации, тоа е пролета некаде април месец 1993 година, го дава тој предлог под привремена референца по ранешна Југословенска со мали букви Република Македонија со големи букви, тогаш амбасадор се Дејвид Ханеј, да биде решено македонското прашање. 2005 година, кога Македонија добива кандидатски статус, повторно Велика Британија председава со Европската унија. Тони Блер е премиер на Велика Британија и Тони Блер, ако не се лажам, мислам, тоа е на самитот во Марсеј, Тони Блер кажува дека Македонија добива кандидатски статус. Значи, секогаш кога Велика Британија ја зима работата во своји раци, Република Македонија постигнува одредени договори. Можеби ние не сме најстрикни со тие договори, не сме најстрикни со Единбург, можеби не сме најстрикни со референцата под која сме станале членки на Обединетите нации, меѓутоа во политиката немате 100% чиста ситуација. Во политиката секогаш е моделот како да изберете 51% да биде во ваша корист, а 49% да биде во ваша штета. Ако успеете да направите резултат подобар, поголем од 51%, тогаш сте на конј качени. Велика Британија повеќе од 90% учествува во договорот со Преспа. Повеќе од 90% од Преспанскиот договор е дело на британската дипломатија. И сега овој конфликт помеѓу Македонија и Бугарија нема кој да го финишира. Нема кој да најде дипломатски формули, одредени финеси, двојно толкување, одредени формулации кои ќе ги направат и бугарите и македонците победници, бидејќи ја нема британската дипломатија. Таа е во НАТО, но не е во Европската унија. И тоа е клучниот проблем. Без британската дипломатија, мене ми се чини дека ќе фали таа интелектуална меморија, таа дипломатска меморија, како да се решават клучните проблеми. А проблемот помеѓу Бугарија и Македонија, како што сите велат, сега е клучен проблем. Тоа не е билатерален проблем. И тоа е што ние треба да го научиме, да го запамтиме и постојано како папагали да го повторуваме. Проблемот со ветото на Бугарија не е билатерален проблем. Да, ние имаме билатерални проблеми со Бугарија, но тоа не е билатерален проблем на Европската унија. Ветото на Бугарија значи ставање вето за реализација на стратегијата за јужното крило на НАТО и стабилизација на југоисточна Европа. Бугарите имаат проблем со многу покрупни играчи од Република Македонија. Стратегијата на американците, гледате Метју Палмер на тркалезна маса онлайн конференција во Атина, на прашањето која балканска држава прва ќе стане членка на Европската унија, значи не чека да му биде поставено прашањето, вели мора да бидат одблокирани преговорите за Република Македонија. Американската амбасадорка во Република Македонија изразува сериозна загриженост, бидејќи бугарите не го прифаќаат тој патоказ или временски тајминг како треба да бидат реализирани тие отворени прашања помеѓу Македонија и Бугарија. Тој проблем не е билатерален проблем. Тој е проблем каде Бугарија, која е членка на Европската унија, се спротивставува на стратегијата не само на Европската унија, туку и на американците за стабилизација на јужното крило на НАТО. И тоа е тоа што ние постојано треба да кажуваме. Се сеќавате на изјава на Красимир Каракачанов. Со сите слабости и мани, Красимир Каракачанов е 30 години политичар.
има точно научено што значи нешто во политиката, која е символиката на одредена изјава, која е символиката на одредена посета, која е символиката на одреден гест. И како тој вели за посетата на Зоран Заев на Софија минатата недела. Не дојде Зоран Заев да го реши проблемот во Софија, туку Зоран Заев дојде да испрати порака дека Македонија е доброто момче, добриот дечко, а дека бугарите е лошиот гај или бед гај, дека бугарите всушност се спротивставуваат на реализација на тоа што треба да биде стратегија на ЕУ и на НАТО, а дека Македонија е подготвена да направи сите можни отстапки и Зоран Заев дојде да моли да се договара. А ние како бугари, како бугарска политика голтнавме таа јадица, влеговме во тој филм и им дозволивме, тоа го вели Каракачанов, им дозволивме на македонците да се презентираат пред Европа, да се презентираат пред светот дека тие се конструктивни и тие се подготвени да биде решен проблемот, а дека ние бугарите сме проблем како да биде решен тој проблем или тој билатерален спор помеѓу Македонија и Бугарија. И тоа е суштината на тој спор. Бугарите сега ќе влезат во еден многу тежок, еден многу мачен, многу валкан политички циклус кој нема да заврши во наredните 3 до 6 месеци. И треба да се почека што ќе се случува во Бугарија. И тоа ќе биде предмет на наша вечерашна анализа. И ние никако да излечиме поуки од минатото. И кога беше тој отворен проблем помеѓу Македонија и Грција, ние постојано велевме дека тој е билатерален проблем. Дека тој е билатерален проблем помеѓу две соседни држави, помеѓу Република Грција и Република Македонија. И тоа е грешка. Тоа е катастрофална грешка, бидејќи кога ви имате билатерален проблем и кога го третирате како билатерален проблем, билатерален проблем секоја се решава, драматично се решава на штета на послабата страна. Бидејќи вие треба да третирате како меѓународен проблем, за да може колку толку меѓународното право, кое секогаш формално правно на страна на послабиот, да ви овозможи некако фер однос. Ако го третирате како билатерален проблем, знаете како се решаваат билатерални проблеми, да речеме помеѓу Србија и Црногора, тие што се помокни, ако не добијат силна меѓународна подршка, им наметнуваат волја, им наметнуваат политичко решение на тие што се послаби. И затоа постојат меѓународни договори, затоа постои меѓународно право, колку толку малите држави да бидат заштитени во тие во наводници билатерални проблеми со помокните држави. Инаку на кој план или по кој основа Македонија можеше да се бори со Грција, или по кој план или врз кој основа Македонија можеше да се спротивстави на Република Грција. Војнички, политички, финансиски, секако сите аргументи беа на страна на Грција. Се среќавате на онаа средба која Киро Глигоров ја опишува и раскажа во своите мемуари, кога е со Дейвид Овен, лордо Дейвид Овен, поранешен генерален секретар на НАТО, најмлад генерален секретар на НАТО и најмлад министар за надворешни работи на Велика Британија. Тоа е во Женева, имат неколку часа состанок и подоцна имат некоја пауза која користат за рушек и прошетка таму околу Женевското езеро. Како што раскажува Киро Глигоров, Дейвид Овен брутално му собреќа. Дали имате море, дали имате пристаниште, дали имате нафта, дали имате железничка пруга кон Албанија, кон Бугарија. Кога Киро Глигоров каже дека нема тие работи, тогаш е поставено прашањето: а што барате во преговорите со Грција? Што може да очекувате во преговорите со Грција? Кој очекувате да застане ваша страна или на ваша страна? Така функционира дипломатијата. И Киро Глигоров тоа ги обяснуваше со солзи во очите. И тогаш ние разбравме пораката дека мокните и силните секојаш им помагаат на помокните на посилните. И така е веројатно и во случајот на тој однос помеѓу Македонија и Бугарија, се до замешувањето на Соединетите американски држави, се до дефинирањето на Македонија како еден дел од линија на огнот помеѓу Америка и Русија, и имаме ние корис, имаме среќа што во овој момент е отворен тој конфликт помеѓу Америка и Русија. Ако не беше отворен тој конфликт помеѓу Америка и Русија, веројатно македонско-бугарското прашање ќе беше прашање кој ќе се решава наредните 20 или 30 години. Бидејќи сега Македонија е дел на таа линија на огнот, заедно со Украина, заедно со Молдова, заедно со Грузија, на тој конфликт Америка-Русија, американската дипломатија инсистира на решавање на тој проблем. Инсистира на отпочнување на преговорите на Македонија со Европската унија и инсистира Македонија и Бугарија билатерално да се договарат на тоа да не го оптоварува процесот на пристапување на Македонија кон Европската унија. И тоа е наша среќа. Да не постоеше на таква конфигурација на меѓународно политички односи, тој наш проблем со Бугарија ќе беше еден од 100 проблеми кои ќе се решават наредни 30, 40 или 50 години. Како што се решава кипарското прашање, се решава помеѓу две членки на НАТО и една трета држава која е членка на Европската унија. Поделен остров, замрзнат конфликт, трае 30 или 40 години, Турција 30 години
чека да ги почне преговорите или да стане членка на Европската унија, Турција која е втора по сила членка на НАТО Сојузот, клучна во Источен Медитеран, клучна во јужното крило на НАТО, земја со еден стравичен потенцијал, гледате сега 15 милиони долари ќе фрлат на градење на Босфор број 2 на еден вештачки канал кој треба да го спои Црното и Мраморното море, за да може да биде релаксиран трафикот или сообраќајот преку Босфор. И не е решено тоа кипарско прашање, иако притиска Турција. Тоа кипарско прашање не е решено бидејќи Северен Кипар е признат само од Република Турција, не е признат од ниједна друга држава. И тоа е разликата помеѓу Северен Кипар и Косово, бидејќи Косово се од 4 или 5 држави на Европската унија е признат од сите други членки на Европската унија. И тоа е проблем кој ќе останеше замрзнат проблем помеѓу Македонија и Бугарија, бидејќи апсурден проблем, вие разговарате за одреден идентитет. Никој вас не може да ви помогне, како ќе помогне Австрија, или ќе помогне Германија, или ќе помогне Франција, вие да се договорите со Бугарија околу идентитетот на македонците. Па нема нормален политичар во светот кој би влегол во таков процес, кој би влегол во такви преговори да арбитрира помеѓу две држави. Дали македонците до 1944 или 45 година биле бугари и подоцна станале одродени бугари или новомакедонци. Односно, името кое е Бугарија инсистираше да биде име на Република Македонија. Од поранешниот председател на Собрањето на Република Бугарија, амбасадор на Бугарија во Република Македонија Александар Јорданов, кој прв излезе и ја соопшти таа бугарска позиција, новото име на Република Македонија да биде Нова Македонија, бидејќи тоа значи нов почеток, а тоа 1944-45 година, до тогаш Македонија била дел на Бугарија, тоа е значи бугарската филозофија, и затоа тие инсистира на име Нова Македонија. Тие ме нестрикни со име Северна Македонија, ние сме нестрикни, но по-нестрикни од нас со името Северна Македонија се само бугарите, бидејќи тоа асоцира дека постои Источна Македонија, тоа е еден од стравовите на Бугарија и на бугарската политика. И сега имаме одредена декларација на Советот на Европа, кој се однесува на македонското малцинство во Бугарија. Се плашам дека во финалето на процесот на преговори, ние за зелено светло на бугарите да не биде трнато вето, ќе го тргуваме тој одлука или таа резолуција на Советот на Европа, каде што се признава македонско малцинство во Бугарија. Ние ќе се дистанцираме од целата таа постапка, предпоставувам, како што ја гледам конфигурацијата на политичките разврски. Бугарите се плашат од тоа, бидејќи бугарите има дедлайн до кога треба да го решат тоа прашање, инаку може да го изгубат своето членство во Советот на Европа. И ако дојде стани падни ситуација, мене ми се чини дека ова официјална политика ќе ја тргува таа резолуција на Советот на Европа за тргање на бугарското вето или давање на бугарско зелено светло за почеток на преговорите со Европската унија. И фали Италија. Не толку како дипломатија, отколку како разузнавачка структура. Бидејќи сите кои ги разбират работите, кои ги знаат работите и кои ги знаат политичките процеси кои се случуваат во Република Македонија или се случувале во Република Македонија, ќе ви кажат дека Италија, а не Велика Британија, не Соединетите американски држави, туку токму амбасадата на Италија во Република Македонија, таа 2015-2016 година беа центарот каде што спроведуваше шарената револуција. Политичкиот чадор на Зоран Заев и го дава или му го дава италијанската амбасада. И затоа беа оние писани, оние изјави на поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска после паѓањето таа функција, кога во одредени политички кризни ситуации во Италија таа се сираше со италијанскиот амбасадор, бидејќи беше бесна, бидејќи беше фрустрирана, токму италијанската амбасада во Република Македонија беше центарот каде што спроведуваше шарената револуција. Италија нема таа дипломатија, но има многу мокна разузнавачка структура. Гледате што се случува сега во Либија. Сите ние мислевме дека Франција, француската разузнавачка структура ја контролира ситуацијата во Либија. И Франција доживеа колапс во Либија. Таму е намокна турската разузнавачка структура и италијанската разузнавачка структура. Ако направите мала мини анализа, ќе видите дека јужното крило на НАТО е со седиште во Неапол, дека центарот од каде што е бомбардирана тогашна СР Југославија е базата Авијано е во Италија, дека центарот во Милано, каде што беше како конзул на Соединетите американски држави сместен поранешниот американски амбасадор во Република Македонија Филип Рикер, и од каде што се делегираше или на некој начин се стимулираше шарената револуција во Република Македонија и во Милано. Италија е многу мокна држава, има многу мокна разузнавачка структура и битно влијание врз Тирана, врз Приштина и врз албанскиот политички кампус во Република Македонија, зашто бидејќи Италија е државата која учествува во формирање на Албанија, учествува заедно со Австро-Унгарија, учествува заедно со Ватикан и се спротивставува на политиката и стратегијата на Србија, тогашното кралство на Србија или кралството Југославија, кој сака да има излез на топлите морења. Вето на тоа става Италија и со помош на Австро-Унгарија, со тој католички дел на тогашна Европа, на Ватикан, на Италија, е направена
државата Албанија, и има битно влијание во Бугарија, бидејќи преку унијатството и преку Ватикан отпочнува процесот на борба за независност на Бугарија. Првите структури кои почнуваат да се борат за независна Бугарија се под контрола на Ватикан и се под контрола на унијатите во тогашна Бугарија или во тогашното кнежество Бугарија. Затоа велам, Италија е клучна држава заедно со Велика Британија. Значи ни фали за решавање на спорот со Бугарија британска дипломатија и една многу поактивна улога на италијанската разузнавачка структура. Не случајно спомнам Италија, почитувани гледачи. Во вчерашното телевизиско интервју Зоран Заев за прв пат вели дека трети страни, трети сили имаат влијание, имаат корис од ова бугарско вето кој се става за Република Македонија. Пред еден месец првиот човек на Агенцијата за разузнавање во интервјуто за Дојче Веле е уште покатегоричен и вели дека блокадата на европскиот пат на Република Македонија негативно ќе влие врз регионот и ќе даде простор за делување на други геополитички сили, на кои порастот на евроскептицизмот поволно ќе влие врз реализација на нивните стратешки цели. Агенцијата за разузнавање, внимавајте, Агенцијата за разузнавање на Република Македонија е фокусирана да идентификува дали зад кочењето на евроинтегративните процеси на Република Македонија и на регионот на Западен Балкан евентуално стојат други геополитички сили кои имаат интерес да го успорат процесот на проширување него. Дали некој намерно стои зад закочување на евроинтегративните процеси на Република Македонија и на регионот на Западен Балкан. И ако причината за успорување на тие процеси е бугарското вето, пораката која се праќа и од страна на првиот човек на Агенцијата за разузнавање Ерод Муслиу и од страна на македонскиот премиер Зоран Заев во неговото вчерашно телевизиско интервју, дали Руската Федерација стои зад бугарското вето? Дали некои други држави, можеби Република Франција, стојат зад бугарското вето? Дали некои мокни држави во рамка на Европската унија? Меѓутоа, првенствено ова анализа, ова интервју и на Зоран Заев и на Ерод Муслиу се однесува на Руската Федерација. И сите кои ги разбират работите, ќе ви кажат дека Руската Федерација, која е исклучително мокна, со исклучително битно влијание на Балканскиот полуостров, посебно во Македонија и во Западен Балкан, првенствено делува со помош на две други разузнавачки структури. Тоа е унгарската или маđарската структура и те српска БИА или српската структура. Ќе видиме како во СДСМ во наредниот период ќе бидат активирани структурите на БИА или структурите на српското разузнавање, како што структурите на унгарската служба се активирани во ВМРО ДПМН. Никола Груевски со помош на унгарската разузнавачка структура, се сеќавате на оној интервју со Божо Спасич кој велеше дека унгарската разузнавачка структура е поценета од делот на Југоисточна Европа. Се сеќавате каде беше седиштето за рушење на Слободан Милошевиќ? Беше во Будимпешта, беше во Унгарија, односно во Маđарска. Каде беше седиштето на ЦИА и седиштето на ФБИ за целиот овој регион на Југоисточна Европа? Исто така во Будимпешта, подоцна се сели во Софија и делови подоцна доаѓаат во Белград и во Скопје во Република Македонија. Значи, тоа се двете структури преку кои Русија го реализира или ги реализира своите стратешки интереси во Република Македонија. И кога Зоран Заев е првиот човек на Агенцијата за разузнавање, ќе ја постава дилема дали некоја трета сила стои зад бугарското вето, првенствено мислат дали руските структури, дали руската геополитика стои зад бугарското вето во однос на Република Македонија. Излего сега Али Ахмети и вели треба да се мена уставот на Република Македонија и му спинуваат, пуштаат лаги или пуштаат некои изјави од пред 2 или пред 3 години, кај што вели дека треба да се смени име, химна, знаме и така натаму, а всушност пораката на Али Ахмети за промена на уставот е во еден друг правец. Пораката на Али Ахмети дека бугарите треба да станат составен дел на уставот на Република Македонија. И кога ќе се набројуваат малцинствата во Република Македонија, треба да биде дадено им бугарското малцинство, например турци, роми, власи, бугари, така натаму и така натаму. И сеќавате на она моја емисија кај што јас ви велам дека клучен пропуст на македонската дипломатија, на македонската држава е што бугарскиот јазик не го направи официјален јазик во Република Македонија или јазик кој ќе може да се користи во Република Македонија. Видите, почитувани гледачи, кој имате таков еден апсурден проблем, кој имате таков еден апсурден спор, вие можете само со памет, а не со мускули да го добиете. Ние нема да влеземе да освоиме Софија. Ние нема да влеземе да го освоиме Банско, но ние треба да бидеме попаметни од бугарската политика. Кој е клучниот аргумент на бугарската политика? Дека бугарите во Република Македонија се малтретирани. Дека има повеќе од 100.000 бугари кои добиле бугарски пасоши и на нив им се скратени нивните права. Па дури Румен Радев го задолжи бугарското разузнавање пред 6 месеци да види што се случува во Република Македонија. Значи, до тоа ниво бугарите го имат издигнато проблемот на бугарите во Република Македонија. Па изјавите на Каракачанов, па изјавите на Екатерина Захариева.
И што вие може да правите во една таква ситуација? Тие постојнови мафта со 100.000 или повеќе од 100.000 издадени бугарски пасоши во Република Македонија. Тие ги третираат тие луѓе како бугарски државјани, тие ги третираат како бугари во Република Македонија. И ако бугарите во Република Македонија не добијат графа на пописот да може да се попишат како бугари, ако бугарите во Република Македонија не се составен дел на уставот или на преамбулата на уставот на Република Македонија, и ако бугарскиот јазик не го ставиме во некој контекст со српскиот, со ромскиот, со турскиот или со било кој друг јазик во Република Македонија, тоа бугарите ќе го користат како крунски доказ да докажат дека тие се на некој начин малтретирани, дека тие се граѓани од втор ред во Република Македонија. За да можете да ја анулирате таа канцерогена бугарска политика, таа промашена, таа погрешна бугарска политика, ви треба бугарите да ги ставите во уставот на Република Македонија. Толкава графа на пописот да им ставите да може да се пишат како бугари, нема повеќе од 5000 луѓе да се пишат како бугари во Република Македонија и да го направите бугарскиот јазик да биде дел на уставот на Република Македонија. Тоа го кажува Али Ахмети. Кога јас тоа ви го кажував пред една или пред 2 години, вие доаѓавте и се каравте со мене. Видите, почитувани гледачи, ако постои бугарски јазик во уставот на Република Македонија, тогаш постои различен јазик од македонскиот. Тоа значи дека бугарскиот и македонскиот јазик се различни јазици, бидејќи не може во уставот на една држава да постојат два јазици кои се исти јазици. Ако има бугарски, има македонски јазик, а како велат бугарите македонскиот јазик согласно уставот на Република Македонија, тога согласно тој устав е и бугарскиот јазик во Република Македонија. Значи ако македонскиот јазик е уставна категорија во Република Македонија и бугарскиот јазик е уставна категорија во Република Македонија. Ако има во уставот на Република Македонија македонци и бугари, тогаш ние не сме сашти народ, туку сме ние различен народ. И ако тоа го кажам, тоа не значи дека ги продавам националните интереси. Тоа значи само ви велам како да си ги зачуваме националните интереси. Да бидеме паметни, да бидеме мудри и да гледаме 5 чекори понапред од бугарите. Ако тие велат бугарите се експлоатирани во Република Македонија, бугарскиот јазик не постои во Република Македонија, не им се дозволува на бугарите да се попишат на пописот во Република Македонија, што треба да правиме? Треба да им го возможиме тоа. Бидејќи 5000 луѓе нема да се попишат на пописот. 3000 луѓе гласаа за партијата, или помалку 3000 луѓе за партијата на Петар Колев. Помалку 3000 луѓе гласат на изборите во Бугарија. Помалку 3000 луѓе се попишуваат на било кој пописи дека се бугари во Република. Нема ништо спектакуларно да се смени ако ние тоа им го дозволиме. Не треба да имаме комплекс од тие глупи бугарски ставови. Напротив, треба да ги слушаме, треба да ги анализираме и да бидеме 5 чекори пред нив. 5 чекори пред нив ќе бидеме ако сите аргументи им ги растураме како меур од сапуница на ова топло јунско сонце. Ако ние ставиме глава во песок, ако ние на бугарскиот тинат, на бугарските глупи предлози, на глупата бугарска политика, одговориме со уште поглупи македонски предлози, со уште поглупа македонска политика, со уште поканцерогена македонска политика, ние ништо нема да направиме. Живковизмот кој сега постои во Бугарија, во Република Македонија, ќе биде демонтиран, ќе биде расклопен, ако ние тој живковизам го расклопиме со алатки на 21. а не со алатки на 20. век. Видите, почитувани гледачи, кога стана збор за бугарското прашање, за бугарската политика, таму е собрано се на купче. Таму има се и се што. Од еден драматичен историски комплекс во однос на македонците, во однос на Титова Југославија, еден навистина драматичен, страшен историски комплекс. Кога тие седеле, гледале што се случува таа страна на границата и завидувале. И тој комплекс сега смета дека се дојде нивните 5 минути, кога можат да го неутрализира тој комплекс, кој може да ни покаже дека се посилни од нас, кој може 2 пати да ни стават вето. И ние треба да им дозволиме тој бугарски комплекс да го реализират. Бидејќи на нереализирани нации, на нереализирани поединци, на поединци кои живееле со таков еден комплекс, им е потребно тој комплекс да го манифестират и тие го манифестираат тој комплекс. Ние сме свесни за тоа и им дозволуваме да го манифестираат тој комплекс. Тие приказни за 2 червени ништо нема да ни направат. Јас сум одел во Софија и сум снимал интервјуа каде што сум ги поставил тие прашања. Сум ги поставил кај Каракачанов, кај Петар Колев, кај Божидар Димитров. Сите тие приказни за 2 червени. Во моментот тие приказни за 2 червени, освен мал кејф на душата што ќе ни направат, не ни носат ништо добро. Бидејќи седат бугарите, гледате го, пишувам еден текст, ова изјава за Али Ахмети и таа изјава од порталот во Центар е зима Ангел Джамбаски ја споделува на Твитер. Значи, секој чекор, секој потекст, секој збор кој го има напишано, тие го читат, го користат, имат служби и структури во рамки на нивното разузнавање, кои не следат на секој чекор, на секој кажан збор, на секоја снимена емисија
И тоа го користат како крунски докаж за создавање на антибугарска клима и антибугарска хистерија во Република Македонија. Тоа што тропа Каракачанов, што кажува Захариева, што кажуваат бугарските политичари, што кажува Слави Трифунов, тоа нема врска. Битно е што кажале македонците, што кажале македонските политичари или кажале македонските новинари. И треба да бидеме поинтелигентни од нив, да им дозволиме да го реализира тој еден историски комплекс кој тие го имаат во однос на Република Македонија. Капут, фалименто е бугарската политика во Република Македонија. Никогаш македонците и бугарите нема да бидат блиски. После двете вета на Бугарија, таа политика е бетонирана. Кренат е Берлински зид на границата тамо каде бе бајри помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. И тоа е едниот дел на прашањето. Вториот дел на прашањето е дека Бугарија се соочува со една драматична политичка криза, со една драматична разузнавачка криза. Бугарија влага во еден или влегува во еден многу болен процес на можни политички разврски кои се случуваат тамо. На Бугарија им се случува реализација на сценариото кој се случува на целиот Балкански полуостров. Тоа е операцијата Ресет. Тоа е операција на британските и на американските разузнавачки структури. Таа се случи во Македонија, се случи во Црна Гора, не можеше се случи во Албанија, може би ќе се случи во Србија, меѓутоа сега драматично се случува во Република Бугарија. И ние ќе се обидеме да анализираме која е суштината на таа операција Ресет. Наменување на балканските раководства, наметнување нови балкански раководства и процес на евроинтеграција на целиот балкански регион, прво во НАТО, а подоцна и во Европската унија. Пред да објаснам суштината на операцијата Ресет, само уште едно прашање, уште една мини анализа. Со ова што сега го прават бугарите, а се обидуваат да ги раздвојат Албанија и Република Македонија, Албанија да добие зелено светло за отпочнување на пристапните преговори со Европската унија, Македонија да не добие зелено светло, бугарите инвестират во политичка и безбедносна криза во Република Македонија, со едно можно финале подолба на Република Македонија. И тоа Лавров, министор за надворешни работи, го кажа во Руската дума. Дека се создава ситуација Македонија да биде поделена на два дела, албански и бугарски дел. Бугарите инвестираат во тоа. Инвестираат последните 20 или 30 години. Не ова нешто изолирано, ова бугарско вето не е ништо изолирано, нешто чудно или некој пат погрешен или поинаков во бугарската политика. Напротив, тоа е дел на бугарската стратегија која се реализира последните 20 или 30 години. Формално правно или на површината бугарите секоја се први не признале, први ни помогнале, први ни дале рака, први ни дале пристаниште во Варна или пристаниште во Бургас, кој беше грчкото ембарго и грчките санкции. Меѓутоа во суштината бугарите инсистират на подолба на Република Македонија. Тоа е крајната бугарска геополитика, тоа е крајната бугарска стратегија. Бугарија не сака да постои Република Македонија. Или Република Македонија да постои како втора бугарска држава. Погледате интервјуто на Красимир Каракачанов. Видите, тој човек е веќе политички мртов. Испратен во политичка пензија, само никому нема јавено. Сега само се плаши како да се спаси да не заврши во затвор, бидејќи има отворена истрага за одредени финансиски трансакции кои се правени во Министерството за одбрана. Меѓутоа на прашањето на една бугарска телевизија, при гостувањето на една бугарска телевизија, за кого навива на Европското првенство во фудбал, тој вели сигурно нема да навијам за Турција. Навијам за Македонија, бидејќи Македонија е втората бугарска држава. И тоа се провокации кои треба нас да ни иритират, меѓутоа тие провокации имаат една драматична скриена порака, а таа скриена порака всушност се отсликува бугарската стратегија во однос на Република Македонија. Македонија може да постои само како втора бугарска држава. Ако не може да постои како втора бугарска држава, тоа таа треба да биде распадната на два дела, на албански и на македонски дел. Како ќе направите конфликт во Македонија? Ако направите конфликт помеѓу албанците и македонците. Како ќе направите конфликт помеѓу македонците и албанците, постојано во ваква геополитичка ситуација, освен ако не ги направите нервозни албанците во Македонија, гледајќи што се случува во Косово, Албин Курти вчера имаше средба со Емануел Макрон, што се случува во Албанија, кој би можела да ги почне преговорите со Европската унија, а Македонија поради проблемот на македонците и на бугарите, поради барањето на бугарите да заостанува. Многу стрикни околности што Еди Рама даде таква изјава и вели јас се надам дека бугарите нема да побараат вие да го смените името да се нарекувате Западна Бугарија.
многу стрикни околности дека Еди Рама и официјална Тирана не создаваат тензии во Република Македонија, не покажуваат нервоза поради бугарското вето, се уште се стрпливи. Бидејќи бугарите играат на таа карта нервоза кај албанците, врз база на таа нервоза кај албанците поради бугарското вето, албанците да почнат да прават проблеми во Република Македонија. Проблеми помеѓу македонците и албанците, значи можна поделба на Македонија на два дела. Еден македонски дел кој би завршил во Бугарија и втор албански дел кој би се споил во некоја голема Албанија. Тоа е бугарската стратегија. Да не ве лажи никој. Бугарската стратегија има две точки. Македонија да постои како втора бугарска држава за која ќе навија Каракачанов ако бугарите не се пласираат на европското првенство во фудбал, а ако веќе не може да постои како втора бугарска држава, тоа да биде растурена на два дела, еден кој ќе се спои со Албанија, еден со Бугарија. Операцијата Ресет е веќе случена во Република Македонија со помош на шарената револуција, е случена во Црна Гора, промената на власта, и се случува сега во Бугарија. Се очекува дека може да се случи во Србија и да се случи во Република Турција. И сите тие операции се со различни модалитети. Мило Ѓукановиќ, кој е човек кој е 30 години на челото на црногорската држава, точно знаеше дека операцијата Ресет е неизбежно да се случи во Црна Гора. Меѓутоа тој не беше капацитетен, не беше во состојба сам да ја реализира таа операција. Бидејќи во овие 30 години сите структури во Црна Гора, бидејќи немаше промена на власта во Црна Гора последните 30 години, беа структури на Мило Ѓукановиќ. Тоа беа негови избори, тоа беа негови луѓе, тоа беа негови пријатели. И како што сами одвели во некои неврзани разговори, сите тие луѓе се многу покапацитетни и многу поголеми експерти од ова експертска влада на Криво Капич која е формирана во Црна Гора. Бидејќи Мило Ѓукановиќ не е во состојба сам да си го демонтира моделот кој 30 години го гради во Црна Гора, тогаш операцијата Ресет во Црна Гора е реализирана со поддршка на Мило Ѓукановиќ, со формирање на одредена експертска влада. На чело на таа влада доаѓа Криво Капич, сегашниот премиер, меѓутоа клучен човек е Дритана Базовиќ. Кога правите операција Ресет, вие мора да ги контролирате младите генерации, да ги контролирате младите и нивната енергија. Единствено Дритана Базовиќ беше во кондиција, во состојба и во капацитет да ги контролира младите во Црна Гора. Затоа е клучен човек во таа влада. Подоцна му најдоа 100 линкови со Белград и со Србија, брат му работи како доктор во Србија, така натаму и така натаму. И тоа го компрометира целиот тој процес на Црна Гора и на операцијата Ресет во Црна Гора. Меѓутоа, црногорците, за да покажат континуитет на политиката на Мило Ѓукановиќ и дисконтинуитет со можна заедничка политика со Србија, мора да останат на признавањето на Косово, Црна Гора останува членка на НАТО и мора да ја доносат она резолуција за Сребреница. Дисконтинуитетот на српската и црногорската политика беше минатата недела со резолуцијата за Сребреница. Гледате која хистерија се правеше во Србија. Србија и Белград, односно Александар Вучич, не може да даде налог за смена на владата, а со помош на српските пратеници или на просрпските партии од Црна Гора веднаш може да биде срушена владата на Криво Капич, на Здравко Криво Капич, меѓутоа прават се со помош на таква медиумска хистерија да ги натерат сами да си поднесат оставка. Зошто? Бидејќи Александар Вучич точно знае дека операцијата Ресет се случува во Црна Гора, се случува под контрола на британски служби, се случува под контрола на американски служби, дека тој не е капацитетен и моќен да се спротистави на тоа. Србите смета дека победиле на изборите во Црна Гора, кога е формирана новата црногорска влада, всушност сваќаат заедно со русите дека изгубија во Црна Гора, дека се реализира политиката на Мило Ѓукановиќ, но со нови луѓе. Навистина овие нови луѓе, овие експерти во владата на Здравко Криво Капич не се капацитетни да спроведат таа политика, меѓутоа стратегијата Ресет е реализирана во Црна Гора. Сменета е власта на Мило Ѓукановиќ, расчистено е со луѓето на Мило Ѓукановиќ, за кои тој немаше кондиција, сила, ниту волја и желба сам да рачисти, бидејќи се негови луѓе, и како што сами одвели, се многу покапацитетни од експертите на Здравко Криво Капич, и од Црна Гора е реализирана таа стратегија. Сега таа стратегија треба да биде реализирана во Бугарија и гледате што се случува со Бојко Борисов. А таа стратегија беше реализирана 2015 година во Република Македонија со шарената револуција. Суштината е како вие да ги искористите младите луѓе. Затоа е одбран Слави Трифунов. Бидејќи Слави Трифунов со своето шоуменство, како шоумен, со своите песни, своите телевизиски настапи, телевизиски емисии, може да има влијание врз бугарската политика, посебно во делот на младите и нивното гласање во бугарската политика. Гледате, истиот модел што е во Македонија, истиот модел што е во Црна Гора, нормално со различни финеси и варијанти, се спроведува сега во Бугарија. Сега клучен играч кој треба да го спроведи Ресетот или операцијата Ресет во Бугарија е Слави Трифунов. Затоа е одбран Слави Трифунов, почитувани гледачи. Операцијата Ресет би се случува и во Косово.
не може да се случи во Албанија и затоа преживува Али Ахмети. Во Косово Албин Курти не е најпосакувано решение, не е најстрикно решение за американците и британците, но ги турка процесите. Хашим Тачи, Кадри Веселисе во Хашкиот трибунал, Рамош Хариденај пред политичка пензија, а ако продолжи да се глупира и да прави одредени глупости, и тој може да заврши во Хашкиот трибунал. Во Албанија не може да спроведат операција Ресет, бидејќи двете доминантни албански политички партии, тоа е Демократската партија на Љулјзим Баши и Социјалистичката партија на Еди Рама, се драбоко вкоренети и во структурите, и во службите, и во тајкуните, и во олигархијата, и во криминалот, и во све. Затоа на црна листа на Соединетите американски држави е ставен Сали Бериша. Сали Бериша кој е основач на Демократската партија, на чие чело сега се наоѓа Љулјзим Баши. И тоа е проблемот на Албанија. Не може да најда трета структура која ќе може да ја канализира негативната енергијата на младите луѓе. Затоа се спасува Али Ахмети. Али Ахмети се спасува за да не биде поместена, нарушена рамнотежата на албанскиот политички фактор на Балканскиот полуостров. Има добри релации со Еди Рама, имаше лоши релации, меѓутоа имаше 3 средби со Албин Курти и пробува да ги подобри тие своји релации со Албин Курти и затоа се спасува Али Ахмети за да биде тој јазиче на вагата која ќе претежне на една или на друга страна, не само во однос на албанското прашање во Република Македонија, туку во еден регионален контекст на решавање на албанското прашање. Значи, Ресет се случува на Косово, немаат најдено решение, немаат најдена опција како таа операција Ресет да им се случи во Албанија, таму е Љулјзим Баши, таму е Еди Рама, таму гледате се спроведува импичмент на председателот Илир Мета. Тој е дел на таа проруска структура Константин Малефеев, со Чавушоглу, министерот за надворешни работи на Турција поврзано, со делови на структури на ВМРО ДПМН, со Арбен Таравари, со некои мокни медиуми на албански јазик во Република Македонија, со некои поранешни портпароли албански во владата на Република Македонија, кога она влада, прва влада на Зоран Заев 2018 година формирана, и не може да најдат решение во ова. Се дека нема да најдат решение, Али Ахмети е стабилен на својата политичка функција во Република Македонија. Бугарија има многу поголеми проблеми, значи доаѓаме до Бугарија, до Ресетот кој сега се случува во Бугарија. Бугарија има многу поголеми проблеми од македонското прашање. Бугарија треба да расчисти со живковизмот како идеологија и со влијанието на бугарските разузнавачки структури. И всушност тоа е едно исто кој станува збор за македонското прашање. Бидејќи во однос на Република Македонија, Бугарија спроведува идеологијата од времето на Живков, на Тодор Живков или живковизмот во Република Македонија, и тоа се спроведува со помош на бугарските разузнавачки структури. Сите овие фронтмени, прваци, перјаници на бугарската политика во однос на Република Македонија биле соработници или агенти на бугарските служби. Или работеле или соработувале за бугарските служби. И Красимир Каракачанов, и Ѓорги Парванов, и Божидар Димитров, значи сите, и Красимир покојни, Красимир Узунов, сите тие или работеле бугарско разузнавање, или работеле бугарски служби, или биле соработници на бугарските служби. Затоа велам, Бугарија има многу поголеми проблеми денес во однос на македонското прашање. Проблемите се внатре во Република Бугарија. Во Република Бугарија се случуваат драматични политички разузнавачки потреси и ќе се случуваат во наредниот период. Бугарија ќе помине за многу тежок процес на расчистување на бугарските служби, на расчистување на бугарската идеологија и на расчистување со идеологијата на Тодор Живков, не само во однос на Република Македонија, туку и во однос на самата Бугарија. Гледате, почитувани гледачи, Бојко Борисов ви спојува две епохи во Република Бугарија. Бил телохранител на Тодор Живков и доаѓа на функцијата секретар на МВР во времето на царот Симеон Саксобургоцки. Значи, двете структури, комунистичката и царската, се прекршуваат преку Бојко Борисов. 2001 до 2005 година премиер на Бугарија е синот на цар Борис, Симеон Саксобургоцки. Или царот во Бугарија доаѓа на власт 2001, останал до 2005 година. Од 2005 до 2009 година е малцински партнер или коалиционен партнер со Социјалистичката партија на Сергеј Станишев. Од 2005 до 2009 година во Бугарија имаме коалиција на комунистите и коалиција на царистите. Што е единствен пример во светот. Тие кои го избрка царот Симеон Саксобургоцки како малолетен, таа 45-46 година имаше референдум каде што изгласано да биде син на царот од власт. 43 година неговиот татко поред сите спекулации отворено страна на Адолф Хитлер. Значи е изгонета царската лоза, царското семејство од Бугарија, наоѓаат политички азил во Шпанија во времето на генералисимусот Франко. И 2001 година Симеон Саксобургоцки се враќа во Република Бугарија. Целата разузнавачка структура која денес постои во Република Бугарија е инсталирана од 2001 до 2005 година. Тогаш и Бојко Борисов велам станува генерален секретар на бугарското МВР.
И таа структура сега Румен Радев ја растура. Царот Симеон Саксобурготски беше агент или беше соработник на Бриго Аспарухов, тој е големиот генерал. Како велам јас, или како тоа го дефинира Вели Абрамович, британска служба, руско оделение. Бриго Аспарухов секогаш важеше за пробритански човек, меѓутоа, сакајки или не сакајки, свесно или несвесно, инсталираше проруска разузнавачка структура во Република Бугарија. Таа структура е инсталирана во период 2001-2005 година. До 2001 година, почитувани гледачи, има еден драматичен конфликт, тој се случи од 1997 до 2001 година. Конфликт помеѓу Мултигруп и конфликт помеѓу тогашниот премиер Иван Костов. Атентати, убиства и така натаму и така. На крај целиот тој конфликт завршува со атентатот врз Илија Павлов. Миломир Марич, колегата Миломир Марич, кој важи за еден од најинформираните луѓе во соседна Србија, во една телевизиска емисија вели дека југословенски КОС или контраразузнавачката служба на југословенската армија учествува во процесот на формирање на Мултигруп во Бугарија, што фрла на сосема поинаква светлина врз сите процеси кои се случуваат во регионот, посебно во Република Македонија, бидејќи таа структура на Мултигруп но на првична пресконференција на Љубомир Фрчковски беше обвината дека стои зад атентатот врз Киро Глигоров. Таа структура, која од 1997 до 2001 година, предводена од Иван Костов, се бори за демонтажа на комунистичката структура во Република Бугарија, на мултигрупките во Република Бугарија, ја губи битката и Бриго Аспарухов го носи на власт Симеон Саксобурготски, царот Симеон, кој му бил агент, кој го контролирал кога живеел во Шпанија, кој го контролира кога живеел во Португалија и кој му и контролира бизнисите. Така е царот со помош на Бриго Аспарухов донесен на чело на Бугарија и како негов соработник инсталира структура разузнавачка која се уште во функција во Бугарија и која сега Румен Радев и службеното правителство се обидуваат да ја демонтират. Решавањето на македонското прашање, почитувани гледачи, ќе во еден обратен правец. Прво мора да се демонтират бугарските разузнавачки структури, бидејќи бугарските разузнавачки структури се идеологијата на бугарската политика во однос на Република Македонија. Значи, прво ќе се демонтират бугарските разузнавачки структури, ќе се демонтира власта во Бугарија и дури потоа бугарите ќе влезат во процес на решање на македонското прашање. Ајде преку еден пример во 30 секунди да ви објаснам што сакам да кажам. Красимир Каракачанов е соработник на бугарските служби. И тој и неговиот татко. 1989 година се направени првите контакти на бугарските служби Красимир Каракачанов и забрвуван и така почна неговата политичка кариера. Прво како генерален секретар на партијата, подоцна како лидер на партијата ВМРО-БНТ. И Красимир Каракачанов е клучниот играч на бугарската политика во однос на Република Македонија. После смртта на Божидар Димитров, значи тоа се две линии. Божидар Димитров заедно со Прванов и заедно со Бојко Борисов и Красимир Каракачанов. После смртта на Божидар Димитров, кој идеологот на издавање на бугарски пасоши за македонските граѓани, бугарски пасоши во Молдова, бугарски пасоши во Украина, зошто? Бидејќи бугарите, според сите статистички податоци, кои им се ставени на располагање за 20 до 30 години ќе станат малцинство во својата држава, за да се спречи тоа, почнуваат да издават бугарски пасоши на македонски граѓани, на граѓани на Молдова, на граѓани на Украина. Интересна е Молдова, интересна е Молдавија, бидејќи има одредени шпекулации дека со помош на некои молдавски почесни конзули в Македонија, регионот или тука во целиот овој балкански простор, му е помогнато на Сашо Мјалков да избега од Република Македонија. Кога бега од Република Македонија? Ако бега од Република Македонија, значи има една молдавска линија, ќе видиме во наредниот период ќе анализираме или нема да анализираме, меѓутоа политиката на издавање на бугарски пасоши е во Украина, во Молдова и во Република Македонија. И преку Красимир Каракачанов и целата таа структура, кај што велам дека КОС учествува во формирање на Мултигруп, а Мултигруп ви се јавува како организација која првично е спомената дека учествува во атентатот врз Киро Глигоров, имате страснување на делови на српските и југословенските служби и на делови на бугарските служби. Тоа е интервјуто на Љупчо Георгиевски, кој пред 3 години му го дава на покојни Ѓорги Коритаров во емисијата Слободна зона, каде што после одредени изјави на Кирчо Киров, големиот шеф на бугарското разузнавање, дека тој учествувал во правење на ВМРО да помане, дека му давал пари на Љупчо Георгиевски, им давал пари и подршка на Доста Демовски и така натаму, Љупчо Георгиевски се појавува на емисијата на Ѓорги Коритаров во Слободна зона, испраќа порака дека бугарите треба да се запрашат дали тие ги контролираат српските служби, дали тие имаат влијание врз српските служби или српските и југословенските служби имаат влијание врз бугарските служби. И дека бугарските служби всушност проведуваат политика која им е наметната од српските служби. Тоа е она историско интервју кој Љупчо Георгиевски му го дава на Ѓорги Коритаров. И тоа сега се случува. Ако вие гледате стариот Канчев, ако вие гледате целите тие структури,
Ако гледате стариот Мелков и така натаму. Тоа е контраразузнавање со елементи на соработка со бугарски служби. И тоа ќе го најдете и во досијата на југословенското контраразузнавање на КОС и во досијата на бугарските служби, иако тамо не се реформирани, не се објавени сите досији и така натаму. Но тоа е еден комплот кој има битно влијание во Република Македонија, кој има битно влијание врз политичките разврски во Република Македонија. Структури на КОС и структури на бугарско разузнавање и нивните деца сега работат на процес на разнебитување на Република Македонија, ослабување на македонските позиции и наметнување на бугарската политика во однос на Република Македонија. Кој стои за таа бугарска политика? Кој стои за таа српска политика? Руската Федерација. Ако тоа не можете да го разберете, ако тоа ви е тешко да го разберете, тогаш не разбирате политика, почитувани гледачи. Секој кој разбира политика, знае дека ние во моментот одбираме помеѓу две лоши ситуации, помеѓу две зла. Ние не избираме некој идеално решение. Бидејќи ние на идеален начин не стануваме членка на НАТО, ние не стануваме со црвен тепих кој ни е послан членка на НАТО, ние стануваме со една болна промена на името. Ние нема да станеме членка на Европската унија со постелен црвен тепих, туку ќе станеме со еден валкан, мачен процес на преговори со Бугарија. И тоа нема да биде идеално. И никој не очекува дека тоа ќе биде идеално. И ние одбираме дали сакаме да станеме на еден таков валкан начин, или да останеме во ова балканско влато, кој е уште по Балкано, тој валкан начин на кој ќе станеме членки на ЕУ и на НАТО, односно станеме членки на НАТО. И тоа е изборот на Македонија. Да се биде македонец, и да се биде Македонија, и да се биде македонска држава. Не е нешто кој ги прави срекни нашите соседи, и не е нешто кое можете да го направите во свилени ракавици. Тоа можете да го направите само со валкани раце, само со ракавици со кои ќе почнете да речистувате во ѓубрето и речистувајќи во ѓубрето самиот да се извалкате со тоа ѓубре. И секој кој ви кажува што е добро за Македонија, а не избираме, како што велам, помеѓу две лоши ситуации, и одбираме таа која е подобра за Македонија или помалку лоша за Македонија, и таа ситуација во моментот да станеме членки на НАТО и на Европската унија. Секое друго решение е многу полошо. Ова е лошо решение, бидејќи мораме да се откажеме име, презиме и така натаму. Мораме многу болни отстапки да направиме. Но ако тоа не го направиме, влагаме во една многу повалкана ситуација, многу понеизвестна ситуација и ситуација која на крајот не знаеме кај ќе не однеси. Финалето на процесите во Македонија ќе биде шарената револуција. Гледате, сега се случуваат два процеси на македонската политичка сцена. ВМРО ДПМН ја напаѓа Левица и Димитар Апасиев. А шарените или делови на шарените кои не се инкорпорираа во власта на Зоран Заев, го напаѓаат Заев и владата на Зоран Заев. Дали во еден временски момент ќе дојде до спојка на шарените и на Димитар Апасиев? Тоа ќе го анализираме во недела во 22 часот. Мене ми се чини дека Димитар Апасиев на крајот ќе се претвори во фронтмен на шарената револуција. Тој и бил дел на шарената револуција. Како што Вилма Русковска била дел на шарената револуција. Гледате во оние преписки на Фросина Ременски и оние анализи кои ги прави за Вилма Русковска и испраќа одредена порака која не е одговорена, на која не е одговорено од страна на Вилма Русковска. Вели Вилма Русковска дека од кога видела што направил Ѓорги Иванов и неговата одлука нели со оние аболиции кои беа направени 2015 година, таа одлучува да се приклучи на шарената револуција. И Фросина Ременски поентира, па шарената револуција е направена поради неспособноста и нефункционалноста на обвинителството Република Македонија, поради нефункционалноста на судството, поради Сваровски судството. Всушност Вилма Русковска се приклучила на шарената револуција која била направена поради неработењето на Вилма Русковска. Е нешто слично ќе се случи со Димитар Апасиев. Дали на крај на денот Димитар Апасиев ќе стане фронтмен на шарената револуција? Ако шарената револуција се залага за формулацијата нема правда, нема мир, лозунгот нема правда, нема мир, Димитар Апасиев тоа ќе им го испорача. Ќе бара правда и ќе бара санкционирање и казнување. Кој од македонската политичка сцена во моментот може да ја контролира енергијата на младите, освен Димитар Апасиев, не може никој. И затоа сите тие напади на ВМРО ДПМН, видите, на крај ќе биде многу тешко да се дефинира кој стои за Димитар Апасиев. Дали е тоа ВМРО ДПМН? Дали е тоа СДСМ? Дали е тоа олигархијата? Врз база на што Димитар Апасиев стана член или советник на специјално тајно обвинителство? Дали стои Руската Федерација, руските служби? Или можеби Димитар Апасиев
и проектот на Калето за можен ресет на македонската политичка сцена. Тоа ќе анализираме во емисијата во недела во 22 часот. Меѓутоа велам, финалето на процесите во Македонија ќе биде шарената револуција. Зоран Заев се дистанцира од шарената револуција. Не има потребна шарената револуција. Шарената револуција се промовира во најголем критичар на Зоран Заев. Во таква ситуација некој ќе треба да ја капитализира тие гласови колку и да се на шарената револуција. Тие гласови на шарената револуција нема да завршат кај ВМРО ДПМН, може да завршат кај Димитар Пасиев. Кај кого ќе ги однесе тие гласови Димитар Пасиев? Кај Кристијан Мицкоси или кај Зоран Заев? Ќе анализираме недела во 22 часот. И уште два збора за Димитар Пасиев. Кога се појавува на политичката сцена Димитар Пасиев, првата асоциација беше на Лјупчо Георгиевски. Слав, долга коса и така натаму и така натаму. Меѓутоа, кога се појави Дритана Базовиќ на политичката сцена во Црна Гора, кога Дритана Базовиќ стана дел на операцијата Ресет, дел на промената на власта и формирање на експреска влада во Црна Гора, вие ќе видите дека Дритана Базовиќ и политичкиот вокабулар на Димитар Пасиев се слични. Дека како да се извадени од исти шинел, како да се проектирани за слични операции кои се случуваат во Црна Гора и во Република Македонија. Како што Слави Трифунов треба да биде дел на таа операција Ресет која се случува сега во Бугарија. И таа операција ќе почне со расчистување, со демонтажа на бугарските служби. Атанас Атанасов е сменет од Румен Радов, првиот човек на Агенцијата за разузнавање, односно тоа се вели кај нив дирекција разузнавање. Сменет е минатата недела. Така почнува процесот на демонтажа на бугарските служби кои сега се случуваат. И таму ќе има два процеси, почитувани гледачи. Имат избори на 11 јули. И на Румен Радев и на Слави Трифунов им одговара и после тие избори да не биде формирана бугарска влада. Румен Радев го чекат есенова председателски избори, кај што сака да добие втор председателски мандат. За да добие втор председателски мандат, треба службеното правителство или службената влада да биде на власт во Бугарија се до председателските избори. Тоа значи дека и после изборите на 11 јули Румен Радев ќе направи се што е во негова мож, што е во негова мог и што е под негови ингеренции и влијание, да не биде формирана нова бугарска влада. Да има нови парламентарни, трети поред парламентарни избори во Бугарија, заедно со председателските избори или после или пред председателските избори. Меѓутоа, службеното правителство за Румен Радев да добие втор председателски мандат треба да биде на власт кога ќе се спроведат председателските избори. И тоа му одговара на Слави Трифунов и тука е спојката на Румен Радев и Слави Трифунов. Слави Трифунов прави ваква политичка математика. Ако помеѓу првиот и вториот круг на председателските избори, односно на парламентарните избори, едните беа во март, едните се сега во јули, е намалена предноста на Бојко Борисов во однос на Слави Трифунов, па дури на одредени анкети Слави Трифунов е во водство пред Бојко Борисов, тогаш по таа логика, по таа математичка операција, Слави Трифунов на некои трети избори кои би се случиле до крајот на годината би го декласирал, би го треснал како скапан патлиџан Бојко Борисов од земја на бугарската политичка сцена. Затоа велам, трети избори, значи и после изборите на 11 јули да не биде направена бугарска влада, туку да имаме службена влада, да имаме службено правителство и то службено правителство да ги организира председателските избори на кои ќе победи Румен Радев, а со трети парламентарни избори во рок од 6, 7, 8 месеци кои ќе се случат од март до крајот на годината, Бојко Борисов ќе биде дефинитивно испратен во политичка пензија и Слави Трифунов ќе победи со огромна разлика во однос на ГЕРБ и на Бојко Борисов. Тоа се политичките процеси кои се случат во Република Бугарија. Драматична демонтажа на бугарските разузнавачки структури и опција да нема формирање на влада, да има службена влада, службено правителство се до победата на Румен Радев и добивање на втор председателски мандат. Дури после председателските избори и после тие евентуални трети парламентарни избори во некој рок од 6 или 7 месеци, во период од март ова година до крајот на годината, ќе може Бугарија да влезе во процес на преговори со Република Македонија. Бидејќи таму е клучна бугарската декларација. За да биде сменета бугарската декларација, мора да биде формиран бугарски парламент, да биде формирано собрание кој ќе ја смени таа бугарска декларација. И Стефан Јанев и Румен Радев во неврзани разговори точно знаат и точно кажуваат дека е многу ригидна таа бугарска позиција, дека е многу ригидна таа бугарска декларација, дека таа бугарска декларација е всушност декларација за нерешавање на конфликтите помеѓу Македонија и Бугарија или за решавање по принципот на капитулација на Република Македонија, а тоа нема ниту Македонија да го прифати, ниту Соединетите американски држави да го дозволат. Но она средба минатата недела во Женева на Џо Бајден и Владимир Путин, тоа камерите не го покажаа, една од личностите во екипата на Џо Бајден е Викторија Нуланд.
втор, трет човек во Американскиот Стейт Департмент. Жената која ја спроведува шарената револуција во Република Македонија. Викторија Нуланд е на таа средба. Викторија Нуланд му јавува за црната листа на бугарскиот службен премиер Стефан Радев и кажа кој од бугарските олигарси, политичари, тајкуни ќе се најдат на бугарска црвена листа. Ке има чистка на бугарската политичка сцена. На таков начин во 3 чекор ќе биде расчистена и разузнавачката сцена и политичката сцена во Бугарија. Затоа ќе стои Викторија Нуланд. Тоа ќе се случи во Република Македонија. Затоа едам ќе има што ќе случи во ширената револуција, ќе направиме одредена политичка анализа недела во 22 часот. Меѓутоа, гледате со која одлука сакаше или се обидува да го покријат бугарското вето. Со отпочнување на судскиот процес за вилите или хациендите на Водно, за плацевите на Водно. И ќе биде суден Јордан Орце Камчев. Се влегува во една топовска разрешница, во една топовска разврска, почитувани гледачи. Сашо Мјалков, Јордан Орце Камчев, Никола Груевски сега знаат дека нивниот маневрски простор е мал. До пред 3 месеци Сашо Мјалков не беше осуден на затворска казна од 20 години. До пред 3 месеци Јордан Орце Камчев сметаше дека може да ја собори владата или може да се договори со владата да не оди во затвор, односно да не оди во притвор. Никола Груевски сметаше дека може со помош на ВМРО-ДПМН да дојде на власт и така со помош на таа партија да се спаси од политички асил. Меѓутоа сега последните 3 месеци на овие 3 играчи им стана јасно дека не може да се договорат со владата на Заев. Дека одредени потези кои ги влечи владата на Заев и не зависат само од владата на Заев. Туку се спроведува одредено сценарио, одредена операција Ресет која не била завршена. Треба да се заврши сега, после 4 години, кога владата има бугарско вето и кога е најслаба на политичката сцена. Наместо тоа да го прават 2017-2018 година, тие го прават 2021 година. Односно го прават тогаш кога не име време. Одите да собирате грозие во февруари, место да собирате во септември или во октомври. Тоа е проблемот на владата на Зоран Заев. Меѓутоа ќе мора да биде финализирана таа операција Ресет. Како ќе биде финализирана, ќе се обидиме да анализираме следната во недела во 22 часот. Меѓутоа, вие кога тргнувате фронтално на Сашо Мјалков, кога тргнувате фронтално на Јордан Орце Камчев и тргнувате фронтално на Никола Груевски, станува збор за структури кои имаат многу пари, кои имаат битно влијание врз политичките, врз криминалните структури, врз тоа политичко и криминално подземје, и треба да очекувате дека тие структури ќе ви се спротистават. Нема да ви се спротистават бидејќи сакат, туку за да се спасат. И ова ќе биде највалканиот, најбруталниот, јас би рекол и најопасниот период кој ќе се случува во Република Македонија. Не беше толку опасно ниту за 27 април, не беше толку опасно ниту кога се менуваше власта во Република Македонија. Сега ќе биде опасно. Бидејќи сега овие луѓе сваќаат дека ќе завршат со затворски казни во трајање 10, 15 или 20 години. Дека ќе опоминат својот живот во затвори. Бидејќи нема што да изгубат. Тие ќе се подготвени да направат се за да се спасат. Ќе имаме брутална пресметка. На една страна ќе се тие, на друга страна ќе биде владата на Зоран Заев. И тоа е суштината на процесите. Бугарија ќе има еден многу повалкан процес од Република Македонија, бидејќи таму ќе има драматична пресметка во служба, тајкуни, подземје, разузнавачки структури, и во Македонија ќе има таква пресметка, меѓутоа за разлика од бугарите кај нас таа пресметка почна од 2015 година и сега сме некој финале на таа пресметка, а бугарите ја почнува таа операција Ресет сега со Славе Трифунов и со Румен Радев, и Бугарија и Македонија ќе бидат во кондиција да го решат проблемот, македонско-бугарскиот проблем и тргањето на бугарско вето, дури од кога ќе завршат тие процеси во Бугарија и кога ќе завршат тие процеси во Република Македонија. Значи прво мора да се расчисти со криминалното подземје, со политичкото подземје, посебно со разузнавачкото подземје, за Бугарија да биде во кондиција да го реши проблемот со Македонија, да ја смени бугарската декларација, која е олово околу тој процес на преговори и ставањето на бугарско вето, па дури потоа да биде решено македонското прашање, Бугарија да е зелено светло за отпочнување на пристапните преговори на Република Македонија со Европската унија. Се додека не се направи тој процес, Бугарија нема да биде во кондиција да даде зелено светло за Македонија. Слични процеси, не со таков интензитет, туку како конфликт на структурите на СДСМ, структурите на власта на една страна, на друга страна структурите на Груевски, структурите на Мјалков и структурите на Орце Камчев, ќе се случат наредните неколку месеци во Република Македонија. Финалето ќе бидат локалните избори, меѓутоа не им се битни изборите. Тие ќе сакаат да ја соборат власта и без избори. И тоа ќе бидат политичките пресметки Бугарија и Македонија. По завршување на тие пресметки, дури по завршување на тие пресметки, ќе биде можно решавање на македонско-бугарските прашање и тргањето на бугарското вето. Тоа е суштината, почитувани гледачи. И тоа е суштината на оваа емисија. Ако ви се допадна оваа емисија, нова дружина недела во 22 часот. До недела во 22 часот, пријатно вечер Македонија,
Kade da si?